Благодарам. Почитувана колешки Шахпаска, навистина не знам како вака сериозни луѓе пратеници се нафаќате на носење на предлог закон по скратена постапка, односно во рок од еден ден, и на тој начин го покривате несериозниот пристап на владата и на Министерката за труд и социјална политика за еднонивно ветување кое што беше донесено како одлука уште во јануари 2019 година. Почитувани колеги, овој закон се носи на брзина по скратена постапка затоа што Социјалдемократскиот сојуз како многу пати досега и сега покажа дека нивните ветувања немаат капацитет и потенцијал да ги исполнат ниту нивните ветувања, ниту предвидените ветувања кои што ги дадоа и пред изборите, но и во период откако ја практицираат власта. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ секогаш се залагала за покачување на платите како во јавниот, така и во приватниот сектор. И тие залагања секогаш резултирале со реално покачување на платите. За жал, сега имаме една ситуација каде што Социјалдемократскиот сојуз вети покачување на платите од 5% секоја година, откако ќе дојде на власт, но еве, почитувани колеги, почитувана јавност, 2 години сте на власт, ние денеска дискутираме за првото покачување од 5%. Затоа како пратеничка група поднесовме амандман и бараме платите да се покачат 10% и на тој начин ќе ја исправите неправдата која што им ја нанесовте на вработените во јавниот сектор, а и верувам дека нема да имаме протести, секојдневно нема да имаме протести, како што впрочем ги имаме и во изминатиот период. Сите сме сведоци дека вчера имаше протест со кој што беше блокирано Скопје, затоа што имаме незадоволство во вработените во полицијата, без разлика дали станува збор за шумска, дали станува збор за судска или затворска полиција. Почитувани колеги, вакво незадоволство имаме кај многу вработени во јавниот сектор и затоа, за да си го исполните и вие вашето ветување, но и да ги задоволиме потребите, финансиските потреби на вработените во јавниот сектор, предлагаме да се зголемувањето на платата да не биде 5%, туку да биде 10%. Искрено очекувам, на комисијата немаше разбирање во однос на нашиот амандман, но верувам како пратеници, како одговорни личности, сите вие ќе се залагате да имаме зголемување од 10% на платите во јавниот сектор. Благодарам.